Почитувана министер, почитувана председателка, значи генерално имаме многу забелешки во однос на Законот за стручно усовршување и обука на административните службеници, но очигледно е дека не наоѓаме заедничко затоа што и нашите забелешки некако не допираат до вас, односно амандманите ги одбивате, па и дори она што имаме добронамерно да ви го укажеме во насока на подобрување на законското решение. Немате слух за тоа и гледаме дека очигледно самата постапка која што сте ја избрале е таа да се оди во донесување на вакво законско решение низ една нетранспарентна постапка, која што многу често е злоупотребувана во рамки на собранието, особено од страна на Комисијата за европски прашања, каде што се сите закони кои што се на некој начин неприфатливи или контрадикторни добиваат место тука во оваа комисија со европско знаменце, па дополнително сега и во скратена постапка. Како што кажа и моите претходници, генерално ние имаме забелешки на законот, но исто така сметаме дека и нема потреба од донесување на овој закон, дополнително што се наоѓаме веќе во предизборен, можам да кажам, слободно период, односно период во кој што веќе функционира техничка влада, период на големи превирања на политичката сцена за кој што сме сведоци последниве денови. Сметаме дека токму ваквата состојба во која што се наоѓаме нема да влијае на зголемување на довербата и целта на предлагањето на овој закон. Вие знаете дека синдикатите има протести пред собранието, сите здружени како никогаш досега со многу забелешки на предложениот пакет, можам да кажам, на законски решенија. Јас искрено ги следам вашите изјави, ги следам вашите пресконференции, па дури и онаа пресконференција на која што бевте видно вознемирен и сакавте, односно имавте намера да поднесете оставка, и навистина сметав дека вашето место е помеѓу синдикатите на улица, за да на еден начин ги слушнете нивните барања кои што се реални и кои што се забелешки на предложените закони. И да, факт е дека има проблем со администрацијата, со вработените во јавниот сектор. Факт е дека стручното усовршување и обуките на вработените се неопходни, затоа што само вработени државни службеници, административни вработени во јавниот сектор, кои што ги следат трендовите на Европската Унија, можат да пристапат кон сервисирање на услугите и придвижување на државата кон Европската Унија. Факт е дека во изминативе 6 години имаме партизирана државна администрација и вие сте сведок на истото, или можевте да се увидите во тоа во последниве година дена, ако не се лажам, од кога сте министер. Јавноста нема доверба во администрацијата и сметаме дека тоа мора да се промени. Но на ваков начин нити ќе промениме нешто, нити пак овој закон ќе може да се реализира. Дополнително што сметаме дека не се остава доволно простор за расправа, времето ни е скратено, не се остава простор на стручната фела да ги искаже своите забелешки, затоа што сметам дека и во еден ваков формат што и да кажат нема да биде прифатено. Околу формирањето на Агенцијата за стручно усовршување и обуки на административни службеници, сметам дека доколку не се вршеше брутална партизација со списоци од штабовите на Бихачка, на Мала Речица и на останатите коалициони партнери и да се примаат строго партиски членови на огласите, на кои што им се бара партиска книшка за припадност кон партиите на власт, сметам дека немаше да дојдеме до ситуација да имаме необучени, неискусни, можам да кажам слободно и необразовани
доволно вработени во јавниот сектор. Токму последица на целата ова партизација е и забелешката која што ја искажа председателката на Transparency International, во која што повтори дека корупцијата е длабоко навлезена во нашата држава, дека Република Македонија е заробена држава, ова се нејзини зборови, и не само околу затоа што постои се уште корупција, висока корупција за време на изборите, туку затоа што имаме корумпирани, цитирам, институции и понатаму воспоставена, во еден извештај се вели, воспоставена е контрола на голем број на институции кои што се од општествена сфера од една политичка елита. И од тука доаѓаме до заклучок дека едно вакво законско решение нема да промени ништо, затоа што секогаш кога се заглавува работата околу суштински реформи, гледаме дека излегувате со ова влада излегува со предлози за формирање на нови агенции, за формирање на нови комисии, а сето тоа ќе произведе само нови директорски места, нови службени возила, дополнителни вработувања партиски повторно, кои што нема да направат ништо друго, освен основање на уште една институција која што ќе биде нефункционална. И да, силни се критиките на Европската Унија за состојбите во државната администрација, за состојбите во јавниот сектор. Сите сме биле сведоци или сме имале прилика да разговараме со представници на Европската Унија или на организации кои што се директно инволвирани во реформите во Република Македонија, во реформата на администрацијата, и сите едногласно кажуваат, верувам дека и на вас истото ви го имаат кажано, дека блокадата за реформа во администрацијата доаѓа од владата, дека блокадата за реформата на јавната администрација доаѓа од Социјалдемократскиот сојуз и од ДУИ, и дека таа блокада е голема, дури до толку што веќе и самите представници тоа го нотираат во извештаите на Европската комисија, односно и самите упатуваат дека дигаат раце веќе од ова актуелна власт, актуелна владеачка гарнитура, и дека нивните извештаи ќе бидат во насока дека едноставно нема политичка волја од мнозинството за реформи во државната администрација, што е еден огромен минус. Дополнително пак ќе повторам и ваквото предлагање на законските решенија преку Комисијата за европски прашања, кој што во ниеден случај не може да биде матично работно тело за донесување на ваков пакет на закони, затоа што веќе одамна оваа Комисија за европски прашања се претвори во комисија за анархија и хаос, и сите сме сведоци на немилите настани кои што се случуваат токму на оваа комисија, и токму едно вакво брзање предизборно на 90 дена до изборите, сметам дека дополнително, пак ќе кажам, ја нарушува довербата на јавноста, на меѓународната заедница кон тоа дека имаме навистина искрена волја за да промениме нешто во системот. Така да, јас навистина не знам од каде е вашиот порив толку да се брза. Најверојатно сте презеле обврска како министер да, или сами од себе како личност, пред се како професионалец, да испорачате предлог закони за реформи, но верувајте дека она што го слушаме од вработените, од стручната фела, се негативни критики, особено, пак ќе кажам, за начинот и нетранспарентната работа во донесување и во предлагањето на овие законски решенија. Од тука сметам дека би било добро да ги повлечете овие законски решенија, да оставите на времето, зборувам за после изборите на 8 мај, да се изготват вистински решенија кои што навистина ќе бидат полезни за
за да се овозможи таа долго очекувана реформа на јавната администрација и на крајот на краиштата да им се излезе во пресрет на вработените во државниот сектор, на административните службеници, преку еден план и стратегија за тоа како навистина треба да изгледа нивната обука која што им е неопходна. Благодарам.